Па секако дека да, резултатска криза, но корените се малце подлабоко. Ние тргнавме одлично. Одлично тргнавме кога ги имавме сите играчи на број, но сега од многу познати причини останавме без 5-6 стандардни играчи во овие 6-7 кола. Но што е тука? Мислам дека Шкендија беше подобар противник од нас, сосема заслужено победија, им честитаме, но анализирајќи го првиот гол и сега што го видовме на екипа ставен, мислам дека се работи и плюс беше на наша страна, мислам дека се работи за барем метар опсет. Не им треба на Шкендија таква помош, бидејќи ние денеска доста бевме и ослабени играчки, но сепак дечките дадоа се од себе и јас им честитам на тоа, Шкендија беше подобар противник. Направивте доста рано замени, Петров го заменивте и Силва на полувреме, се работи за некоја повреда или тактичка замисла? Не, нема никаква повреда, но од она што го замисливме на почетокот, високо да ја нападнеме Шкендија, со три брзи играчи, Силва како главен плеймейкер за организација на игра и да бидеме убоити во нападот, тоа не се реализираше и мислам дека двата гола директно или индиректно влијаеше Силва, иако ние имавме топката во свој посет, имавме на Шкендија, на половината на Шкендија, а Петров цело време и еве 2-3 утакмици некако не го дава максимумот од она што го очекуваме. Така и за крај би ве прашале, после сива овие негативни, може да се каже, резултати, чувствувате ли притисок? Јас немам никаков притисок. Тоа е тоа е работа на управата. Јас сум спремен на све, професионалец сум, знам што работам, знам што колку се посветуваме на ова работа и мислам дека ќе излеземе на прав пат. Овој одмор добро ни доаѓа, ќе ни се вратат неколку играчи, се стабилизиравме, полека се стабилизираме на секое поле. Мислам дека се разбираме што зборам и без тие играчи, а тоа се и круцијалните играчи за нашиот тим, тие што се па и најплатените во нашиот тим, тие се 4-5 играчи се надворот од тимот и овие 3-4 надпревари игравме скоро без нив. Може би добре дојде на оваа пауза сега репрезентативна, наредно не очекува надпреварот со победа исто така на домашен терен. Што очекувате од тој надпревар и еве очекувате ли најпрво би го спомнал Баже Илиевски да се врати на теренот? Па добро, Баже не е повреден играч, Баже Илиевски има некое недоразбирање. Што се однесува да Баже, останатите Лукас доби црвен, Азул не е тука, Благој Лјамчевски не одигра 2-3 надпревари, така да кажав уште еднаш, сега Рики Марковски на овој надпревар исто отсуствуваше, тоа се 5-6 играчи што секоја екипа да отсуствуваат толку број на играчи не може да го надомести, но сепак ние имаме едни млади играчи што се наметна, како што е Матеј и Јовче Попзлатанов и Пелистер. Сега имаме втор круг, каде што ние ги чекаме повеќе надпревари имаме на домашен терен, каде што конкурентите за тоа трето место ние ги чекаме дома, додека ќе гостуваме само на 4 надпревари, тоа е Работнички, Вардар, Шкендија и Скопје, останатите дома и се надеваме на подобри резултати. Ви благодарам и да се надеваме на подобар резултат уште против победа. Благодарам и на вас и се надевам дека со нов елан ќе влеземе, ќе се одморат играчите и мислам дека и овој ритам останавме на 14-15 играчи, толку идеме на секој надпревар и овој ритам малце ги замори и се надеваме дека ќе биде се подобро.